Благодарам. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Говориме за одлуката за прераспределба на средства помеѓу буџетските корисници на централната власт и помеѓу фондовите, документ кој иако содржи значајни промени, власта која вели дека можеше да го достави како ребаланс на буџетот, но не и се. Навикнавме на бегство од нормални постапки и рокови. Навикнавме на неажурност, навикнавме едно да говорат, сосема друго да прават, па еве, ќе го преживееме и ова од власта која нема да ги преживее изборите. Денешната владина одлука тежи околу 300 милиони евра, а имаме образложение од неколку зборови. А како по-обсежно и би го објаснила фактот власта, што јавниот долг е над 8,3 милиарди евра и од 2017 година до денес е зголемен за 3,6 милиарди. Од 4,7 милиарди евра во јуни 2017 година, 6 години подоцна, јавниот долг е зголемен за 4 милиарди евра. Над 8,3 милиарди евра имаме јавен долг, а никој не знае што е направено за да имаме направен долг поголем од сите влади претходно. Над 600 милиарди евра годишно го зголемувате јавниот долг, а имаме незавршен автопат Кичево-Охрид, неизграден клинички центар и многу други неизградени основни проекти. Ниту сте почнале, а камоли да завршите нешто. Предимензионираните капитални инвестиции, без кои не можеме да очекуваме никаков развој и кои никогаш оваа власт не успеала да ги реализира, сега ги префрла на ставки, од кои потоа ќе може полесно и понезабележително да ги префрла на своите фирми. Пред само 9 месеци дебатиравме за тоа дека сумата на капитални инвестиции треба да биде поголема од дефицитот. Пред 9 месеци предвидовте 800 милиони евра и велевте дека тоа е историски највисок износ и дека ќе се реализираат, па никоја претходна влада не реализирала толку, за да еве, после само 9 месеци, се соочиме со реалноста во која кратите 300 милиони евра. Се крати на зелен развој, на управување и заштита на води, на третман на отпадни води, просторни планови и унапредување на животната средина, а зелената агенда остана во заборав. Се крати на детски градинки, изградба и реконструкција на основни и средни училишта, како и за спортски сали, па на младите родители кои треба веднаш по раѓањето детето да си го стават на листа на чекање за прием во градинка, не им останува друг избор, освен да ја напуштаат земјата и затоа се кратат паралелки, бидејќи демографската слика ни е уште пожална од македонската економија. Со ниска продуктивност и вештачко зголемување на платите, добиваме само покачување на цените, сиромашни граѓани и лош животен стандард. Она што мене секогаш најмногу ме боли е фактор што и со оваа прераспределба на средствата по не знам кој пат се крати од туризмот, кој со оваа власт или е жртва на разноразни ребаланси или добива трошки. Па и од тие трошки кои туризмот ги доби со буџетот од 2023, со денешната прераспределба му се кратат 3 милиони 500 илјади денари. Колеги, нереално ги правите проценките, нереално ги следите показателите, односно ги следите онака како што ви одговара, за да можете да ја манипулирате јавноста. Ниту правилно ги согледувате нештата, ниту пак реално ги прикажувате. Кога сум кај туризмот и нереалното следење на показателите, ќе ви наведам конкретен пример. Прикажувате само два параметри, а тоа се бројот на туристи и бројот на остварени ноќевања, кој фала му на Бога, после пандемијата почна да се зголемува, но и тоа го злоупотребувате за да покажете дека имаме раст на туризмот. Но, растот како економски и статистички показател не значи и развој на туризмот, бидејќи преку растот се согледуваат само квантитативните карактеристики, но не и квалитативните одлики на дестинацијата. Растот на туризмот сам по себе не значи и развој на туризмот, односно може да има раст во туризмот, но сепак да нема развој на туристичката дестинација. Токму тоа ни се случува, но вие упорно избегнувате да се дискутира отворено и ги дискутирате само бројките кои ви одат во прилог.
Поради ваквото еднострано согледување на показателите и еднострано представување на состојбата со туризмот во Република Македонија, исто како што го правите и со платите, се добива впечаток кој секако е привиден дека туризмот во нашата држава е во континуиран развој, додека пак реалната состојба е таква што Република Македонија се наоѓа на доста низок степен на туристички развој. Така правите и со платите, велите дека континуирано растат, но граѓаните ни се посиромашни. И Светска банка укажува на она што цело време го говориме како пратеничка група, а тоа е фактот дека иако номиналните нето плати се зголемија за 11%, двоцифрената инфлација значи дека растот на реалните плати е негативен. И сега ќе ви појаснам зошто. Колку и да се фалите по пресконференции дека сте го штителе стандардот на граѓаните, во одговорот на прашањето дали се живее подобро е содржана суштината, реалноста и вистината. Економијата се распаѓа, а реалниот ефект од зголемувањето на платите во услови на ваква инфлација од 9% која ќе се зголемува, на 40% зголемени цени на храна, 50% зголемени цени на електрична енергија, зголемување на платите од 10% не вреди ништо. Или уште попросто, Државниот завод за статистика вели дека реалното покачување на платите во 12 месеци е негативно и тие не можат да порастат затоа што вредноста на платите и тоа што може да се купи со нив е многу помало, или најпросто кажано, 36.000 денари сега и 36.000 денари пред 12 месеци не вредат исто. И вие тоа го знаете, но лажниот популизам ви е пред се и главна водилка за манипулација пред избори. Затоа, секогаш, кога Социјалдемократскиот сојуз е власт, резултатите во економијата се поразителни. Секој месец цените растат, а имавте замрзнување. Те на цени, те на маржи и ништо не постигнавте. Зошто? Затоа што со замрзнувањето на цените и маржите ќе ги оштетите производителите и продавачите, а од друга страна го покачувате ДДВ-то на производите. Каде ви е логиката, јас на вистина не знам. Цело време ви говориме дека маржата на производите и замрзнувањето на цените мора да е пропратено само со пласирање на пазарот на државните стоковни резерви, затоа што ако не пласирате државни стоковни резерви, а замрзнувате цени, правите недостаток на производи на рафтовите и веднаш по завршувањето на таа времена мерка ќе следува поскапување на цените. Факт е дека законско ниво на државни резерви се празни и сега ги намалувате ставките и ги оставате граѓаните и компаниите да се снаоѓаат самите. Секоја помош ви е без ефект и затоа немаме подобрување во економијата и пак ќе имаме незадоволни комори, незадоволна организација на потрошувачи и незадоволни граѓани. Нека помине известно време и од оваа мерка, па ќе видите дека наместо вистинско намалување на цените на храната станува збор за гол популизам, првенствено заради фактот што се задоцнети. За анализа па воопшто и не станува збор. Што ако се намали интересот на производителите за производство на одредени стоки? Што ако добиеме понизок квалитет на производите? Настрана што цените на храната на светските берзи се намалуваат со месеци, а кај нас тоа не е случај. И сега, ако пред една година инфлацијата беше увезена и предизвикана од надворешни влијанија, сега за ова виновна е само владата, затоа што требаше многу одамна да реагира. По вакви порази ја уништивте секоја надеж дека работите можат да се подобрат. Затоа избори се единствениот спас за народот. Благодарам.